Добар ден, добро вечер, драги гледачи. Вечерва со мене сакам да бидам Петар Пан. Ете, го удишав балонот, сега збора малку на хелиум. Веројатно дејството за брзо време ќе пројде. Малку ми се врати гласот во нормала. Се смејат. Како ќе почнеме денеска? Ќе почнеме денеска делот со она што ви го вети вчера. Значи, маиците со ќе ми пукне душата се тука. Што треба да направиме? Да се уклучиме на... ми се сврте малку од ова хелиумот, викаш. Од режија ми вика цел балон да сум го удишал. Па ете, сега цел ке тупнам тука. Одиме на 1 ТВ. Ау. Еден ТВ. Одиме на фотографијата. Ти Дени снимаш? Снимаш ли бре Дени? Така кажи. Леле, кој сега звони? Аз сум се исчешал денеска, катастрофа. Ало? Кој е? Што сака оваа? Па не е нормално усред делење картели доаѓа да ми прави well. Не е карти мајци, не знам ни што, зборам више од ова балонов. Значи, одиме да ги видиме коментарите. Сега ли најде да снима интернет? Сега ли најде да ми пукне, драги гледачи, душата ни 4G, ни 3G, ни Wi-Fi, ни ништо. Ева, рефреш. Нема, заинајат. Чекате да видиме. Јас ќе почнам од... Тогаш ќе одам на мојов Instagram профил да видиме што имаме во сторијата. Пошто ова не ќе да ми го отвори 1 ТВ, а да ќе пробам уште еднашка. Аман. Не сакам. Нема врска, коментарите под фотографијата на 1 ТВ нека останат тама каде што се. Одиме на мојот Instagram профил во истиот момент да видиме. Рендом ќе изберам луѓе што го репостира она што... Значи, јас вчера реков да се фотографирате со маицава кога ја покажувам и јас од овдека ќе одам и сега рендом ќе изберам некои луѓе што сакаат да имаат оваа маица. Значи, ќе правам малку вака. Ќе ви ги прочитам вашите Instagram имиња, а после во текот на денот ќе ги објавам тие луѓе што ги добиле маиците и ќе им кажам од каде да се ги подигнат и од колку и како часот. Чекате да видиме. Friend request сега не. Значи одиме малку напред. Малку назад, малку напред. Оп. Емра Тасевска. Прва маица. Втора мајца, гледа ми се угаси. Втора мајца, еве го. Шундовски. Честито. Еве ти скриншот, да не те заборајме. Следно. Кристина Ставревска. Еве Кристина Ставревска. Тоа е трета мајца како што бројам, така? Да, фала ти Рики. Одиме понатака. Четврта мајца, Queen O, Onion Master. Onion Master? Не. Али честито за маицата Onion Master. Одиме понатака. Која ваа сега поред? Александра Илиевска. Пета мајца. Леле, дела мајци, која? Нека стои на линија и шестава да поделам, пошто ми тргна. Шеста мајца Марија Трајковска. Честито. Продолжувам само да се јавам. Ало! Зошто ваа ми вика да ќутам? Па не е ради хелиумот. Анџо, што ти е дела мајци тука у програма? Не си нормално. Молим.
Listen well, all of you. Што да слушаме сега сите? Зошто ми се јавува? Што сака сега она? Што сака сега она? Што сакаш? Што сакаш, Анџелино? Те молам, програма уживо е. Ало? And to show I bear no ill will, I too shall bestow a gift on the child. Па не ми се верува, драги гледачи, и она сакала да ви подели мајци. Добро, ајде, еве ја одиме на Анџелина сега и јас ќе ви подела мајци. Уште колку остана? Уште 4. Значи, одиме понатака. Му доаѓа 6-та мајца Makeup by Emma. Честито, Makeup by Emma. 7-та мајца Христијан Велков. Честито, Христијан Велков. Аман. 8-та мајца Анастасија Чадо. Така е пишана. Тоа е 8 или 9-та? 8. Уште 2 имаме. Стефанија Цонева. Честитам, Стефанија. И малку уште одиме понапред. Да видиме меѓу последните што тоа го направиле денеска. Упс. Гледам, многу трае, драги гледачи, ова да се избудалам тука од мотање. Нема врска. Јована Јошевска, Јована. Толку ли се? 10 ли се? 10. 10 се. Фала те, Рики, да го оставам телефонот. Леле, која е сега? Ало? Well. Па тебе ништо не ти е по кејф. Well, ке ми викаш цело време, ке ми се јаваш, деструкција ке ми преш. Од Анџелина Джоли немаше денеска интернет. Не бива ова. Вака и ова ќе се скара ми со неј за на крај и она ќе ми се наљути ако е дојдена у Скопје да си ја врши работата и да ги лови квази старлетите по Скопје и да им ги гори радиоактивните алишта и топуците. Што се однесува до маиците, можете да си ги подигнете утре помеѓу 12 часот до 5 попладне тука кај нас во телевизија на рецепција или на приемно оделение. Како сакате, крстете го. Им честитам повторно на сите. Гледајте, бидете утре, подигнете си ги маиците, за да нема после конфузија моја беше или не беше, или беше вака, или прво беше така. А прво беше како? Одиме со скопските улици. Имаме господја во беж костим. Предпоставам, Рики, беж ли е костимот? Како би кажа, беж ти. Бела блуза, одлични балетанки, сосема урбано е средана, изгледа добро, фина коса, гледам дека има некој аксесуар како наочари, окей, следно. Девојката со, што е тоа, елече, кардиган, капут, Рики, се уедно. И ми се допаѓа тој детај, се уедно, добри се фармерките, добри се патиките, дечкото до неизе, господинот малку е сам за себе може би е окей, меѓутоа во комбинација со неизе изгледа досадно. Next. Госпоѓата е, или девојката е одлично стилизирана, одличен фустан на раскопчување, предпоставувам дека е со одлични балетанки, супер торба, браво. Солиден, урбан, дневен изглед, джемперче ли е тоа, Рики? Джемпер, црни панталони, јакна, за секој случај да не залади, чевли, браво. Имаме тука уште еден дечко, одлично третирање на уличната мода, добар джемпер повторно, добар джинс и одлични патики. Имаме торба на едното рамо, мислам дека да, што тоа што не ја гледаме, имаме јакна на другата рака. Сосема окей. Ало? Шо е сега со тебе? Оваа денеска се навртела, драги гледачи, кај ме побудале, кај нешто не и се свига, нешто све се мршти. Веројатно таков е денот како и на сите нас. Сега, после Скопскиви улици имаме тука една девојка која е горе-доле зборувам, изгледа добро, многу е згодна, многу е атрактивна, меѓутоа има погрешно спојување на парчињата на облека. Заради тоа јас сакам сега да ја викнам да ми дојде мене Бијонсе. Ај, Бијонсе, дојди.
Дојди вамо, влези, че не страми се. Дојди во нашата куќа, ние ќе те удостоиме тука и со чај, и со кафе, и со што и да треба. Сега Бионсе сакам да биде тука за да коментира со мене како изгледа ова девојче. И Бионсе на слушалка ќе ми збори сега, во камион влезе со куферите уствари. Ајде, во режија да не викам камион, пошто не ви е јасно што е тој камион. Она изгледа супер. Имаме девојка со одличен, урбан, окей, кул изглед. Вака се прават работите. Многу добра композиција на фотографија, многу добра кошула, одлични наочари, одличен мејкап, многу модно, многу светски. Браво. Следно. Одлично испозирала, супер е таа црвена ролка, малку што е оверсайз, одличен е тој костим, каро дезен од Пепито и сите тие форми на материјали или на бој се многу ин во оваа сезона, многу се добри наочарите, одлична косата, одличен мејкапот, браво. Погледнете она колку добро изгледа, па дури и на пикник, за разлика од повеќето од вас што сакате да бидете квази старлети, вие веројатно тука би се сликале клекнати во тоа жбуњето позади. Али ова девојче тоа го направила на еден одличен, прекрасен начин, многу моден, многу стилски. Со целата композиција околу незе и е притоа одлично стилизирана. Следно, погледнете на колку добро изгледа во джинс, со бела кошула и со тоа жолто кардиган палто, поготово во целата таа композиција во која што се фотографирала, обрнала многу внимание на фотографијата како на една целина. Всушност, тоа е тоа што ви го зборувам секој ден. Да внимавате каде се фотографирате, заради тоа што некогаш ќе имате добра модна комбинација, меѓутоа ако ја сликате на погрешна локација, ќе биде се катастрофално. Одлична фотографија, одлични наочари, перфектно. Следно. Animal принтот е ин, повторно еден убав фустан. Многу ми се допаѓа деталот што го искомбинирала со патики овој изглед. А за локацијата, повторно гледам дека она бира каде се фотографира и зошто. Секоја чест. Видете колку е добар тој изглед. И овдека најмногу ми се допадна, у суштина што целиот овој изглед, од кај нејзе, не морам да го коментирам, го гледате палтото, ја гледате позата, косата е перфектна, белата блуза, добар джинс, добри панталони односно, со изрез, шлиц напред и одлични сандали. Девојчето од каде го инспирирало овој изглед? Од Викторија Бекам. Секоја чест, притоа сама си ја постирала фотографијата, сега ќе правиме малку напред-назад. Еве го девојчето, еве ја Викторија, девојчето, па Викторија. Сега, јас го изборувам, вие може да правите танк, лево-десно, чека кај сум. Еве го кадрот. Значи, ова ви го потврдува тоа што го зборувам јас веќе 6 месеци, меѓутоа зависи кој од вас тоа сака да го слушне. Вие мислите дека јас ве убедувам или ви ги наметнувам светските брендови, кои што многу сум притоа свесен дека не можете да си ги дозволите. Ја гледаме истата комбинација. Кај Викторија Бекам овој изглед кошта многу. Заради тоа што станува збор за дизајнерски парчиња. Не верувам дека девојчето ги има истите парчиња што ги носи Викторија, меѓутоа успеала со креативност да го склопи тоа на нејзин начин и со многу помалку средства да добие одличен изглед ала Викторија Бекам и секоја чест за тоа, затоа што тоа го направила на добар начин. А вие што гледате други глупости, вие ќе видите Ким Кардашијан гола, и вие сакате така да се сликате, а притоа не ви е работа, а девојчето земало пример од моден дизајнер. Браво, секоја чест. Ало? Така е. Многу ми се допадна и мене, и на Мерлин Монро се допаѓа. Браво, секоја чест. Сега, одиме со девојка која што оди по една тенка линија. Што мислам на тенка линија? Многу е згодна, многу е атрактивна, меѓутоа, каде греши? Јас не знам ни лево, ни десно, само да ти кажам, треба да ми кажеш на кај ексклузив или на кај вести, за да не избегам од кадар. Одлично, многу е згодна, сега тука што е грешката? Косата сама за себе и ќе пројде. Корсетот сам за себе може би и ќе пројде. Позата, фотелја, некаде сликана, нема да пројде за никаде, тоа нели да го заборавиме. Овие чизми, што
веќе се аут, може ќе пројдат, не се више интересни, се аут, меѓутоа се ова она што го искомбинирала, таа коса, со тој корсет, со таква шминка, таков мејкап и тие чизмички доле што ја пресекле фигурата, се треснала у една фотелја кожна, со не знам си каква позадина околу нејзе, некаде во некој, не знам каде е сликана, не изгледа добро. Следна фотографија. А гледајте колку е она у суштина атрактивна и згодна. Сега, тука повторно, каде е грешката? Тука грешката не е толку во парчињата. Значи, тој горе топ, она го носи добро. Не изгледа вулгарно, изгледа женствено, изгледа сензуално. Добра е косата, добар е мејкапот. Се гледа дека станува збор за девојка која што е многу атрактивна. Тие панталони хеланки со тоа шнирање напред, да, се ин, меѓутоа треба да внимавате како се играте со такви детали, заради тоа што се малку агресивни. Комбинацијата црна на сето ова е кај нејзе добра. Што е лошо? Амбиентот во кој се сликала. Значи, ја претпоставувам дека она се сликала дома пред да излезе навечер. Многу ќе беше подобро да се сликаше на улица, во некоја локација каде што ќе дојдеше до израз нејзината модна комбинација и нејзината фигура, а вака изгледа лошо. Не. Тоа е тоа. Овдека се сликала на белдзит. Малку е така да бидам старлета, меѓутоа е згодна. Нејзиното тело го дозволува ова. Ми се допаѓа мејкапот многу, ми се допаѓа и црната коса. Ми се допаѓаат уште повеќе лакованите хеланки, ми се допаѓаат чевлите, штиклите. Корсетот со се ова не оди заедно. Корсетот е единственото парче кое што е премногу, too much, како викат. Многу ќе беше подобро, замислете колку ќе беше по-сензуално, по-женствено и по-секси, да се каже, на ова да имаше некоја си обична бела мајца. А е исклучително згодна. Која е? Бионсе не ќе вакви корсетчиња, што да правам? А згодна е, многу нема збор, грешно е изфотографирана, грешен агол, грешна сенка. Локацијата е окей, али е погрешно изфотографирана. Следно. А видете колку е у суштина она атрактивна. Одлична комбинација повторно направила со црно и жолто. Одлично го искомбинирала корсетот, не изгледа вулгарно, одлично е палтото, пресекот кај рамењата, одличен крој, одлични панталони, перфектна коса, перфектен мејкап, преубава е, згодна е. Ама зошто во ходник пред врата? Значи, следниот пат, девојко, најдобро намерен совет ти давам, кога ќе се дотераш вака добро, внимавај на која позадина се сликаш, заради тоа што фокусот треба да падне на тебе, на комбинацијата, а не на некој премин позади. Позади ти имаш премин, имаш врата, квака, не. Тука малку е хоп, каде сум? Тука е малку хоп, али изгледа добро. Тука не можам да кажам дека изгледа како оние што не треба да изгледаат. Единствено нешто што ми смета е вратата. Да беше ова сликано на некој си во некој си друг амбиент, под друго светло, немаше да изгледа толку лошо. Овдека изгледа малку катастрофално заради композицијата и заради светлото, а е многу згодна, повторно ќе потенцирам, и е многу атрактивна и добро ги искомбинирала работите. И е манекенка да будем, можда и е манекенка заради тоа што и личи на таква. Молим. You've been a very bad girl. A very, very bad girl. Лошо девојче рече дека си. Она, кога сака да каже been a very bad girl, сака да го каже тоа во еден на другачи начин, да не бидеме погрешно разбрани. Сега, одиме со делот каде што мене сака да ми пукне душата. Пукај. Каква е оваја шминка? Значи, еве сега гледаме што се случува, како некои девојки знаат тоа убаво да го направат. Гледате секој ден како не треба да го направат. Зошто некој сака да се нашминка вака? Да си стави едно джемперче на косата, она има джемперче, неа главата и е ставена у топлинка, драги гледачи. Она има сплетено онакво,
на нозе што се става кога се вежба некој аеробик или некоја јога, она тоа го натнала на глава, или не го ставила као трака, него го ставила као полукапа, од позади имаме петардирана коса, тука има исто некој джемперче, меѓутоа мене сето целиот овој изглед за по дома седење, гледање телевизија, никој да не ве види вака. Вака никој не треба да ве види, дури ни домашните вака кога ќе ве видат, ќе ти речат зошто си ваков по дома. Има и такви случаи. А поготово кога ќе ве видат домашните, со вакви веги, ваква шминка и ваква джигероса на уста, што не ми е јасно зошто некој би си го направил ова на собственото лице, зошто би сакал да стави таков кармин и при тоа вака да се слика. И ај домашните што ја гледат, тоа да се објави на социјален медиум, да го гледаат повеќе луѓе. Дали ова за фалење? Не е за фалење. Дали ова добар мејкап? Не е добар мејкап. Дали ова катастрофален мејкап? Исклучително катастрофален. Следно. Драги гледачи, опасна. Ова е некоја се гледа по косата, по ставот, по мејкапот, преагресивно се. Повторно сака да биде естрадна, сака нешто да... А што пишува Рики доле? Прочитај ми каква порака ни праќа. Она пишала доле, узалод ме копирате, јас сум посебна сорта. Мора да се сложам со тоа, дека дефинитивно си посебна сорта, сама си ја дала таа етикета, меѓутоа сорта од оние што треба да ги изгорат алиштата, да ги фрлат, да не се фотографираат вака, да немаат ваква коса, да не застанат во поза каде што главата ќе им изгледа джиновска, да не се свртат вака како да не се знае каде и повторно се сликала краљица купатила. Имаме тамо веце шолја, а од другата страна имаме она за пружење веш. Па дали можда она од тоа си заврши работа во тоалетот, си зема од тоа за пружење веш, си се облече, се нашминка и се сликна тука на лице место и си ја објави фотографијата на социјален медиум, а при тоа шо вика доле Рики? Дека ја узал од копирале, дека била посебна сорта, па не знам кој те копира. Јас, леле, имате тоа важа со пушка. Драги гледачи. Next. Ало. Не може. Не можеше. Не знаев кој ќе се јави. Персона Анджелина се наврте денеска, драги гледачи, али кралицава беше побрза, убода линија, она прва се јави и пукна душата. Не. Next. Драги гледачи, каква е? Повторно имаме мис ходник. Имаме да бидам мисица, манекенка да бидам, или што и да треба да бидам, ама дома. За настап пред домашните, евентуално влез, лифт и другарките што ќе ти речат, леле, ама си добра, леле, супер си се дотерала. Во хотел. Мис лоби. Мис хотелска соба. Значи, каде е тука грешката сега? Да не викам, да не урнисуем, да не кршам се тука околу мене и камера има тука позади мене. Каде е тука грешката? Не знам дали сами знаете. Локација што ви ја објаснив што е тотално погрешна е една работа. Втора погрешна работа, мејкапот, косата. Најпогрешната работа е нејзината поза. По позата, начинот на позирање се гледа дека сакам да бидам манекенка да будем, по тоа како се накршила. Должината на фустанот нема да ја коментирам, ќе ги прокоментирам чевлите, кои се лоши заради висината, ја кратат фигурата и ги кратат нозете и е сликана од погрешен агол. Не! Драги гледачи! Дали она е жива тука или е превртена? Дали тука треба да викаме брза помош на оваа фотографија? Зошто некој сака да се слика како да, не дај Боже, сака да замине на оној свет? Со наочари ставени, она е фрлена, падната е, со модра джигер уста, модра е устата, и го исплазила јазикот надвор. И зошто вака? Што е тука? Која е поентата на постирање на вакви фотографии? Викајте брза помош, викајте милиција, сакам внимание, очајна сум. Да, очајно изгледа. Молим. Леле, оваа погрешна е погледна. Next. А оваа комбинација, драги гледачи, каква е? Повторно, манекенка да будем за подома, пред регал, да си облечам јас така некое нешто, да си облечам нешто што е дел од
некаква гардероба. Значи, она облекла нешто црвено блузиче доздола, облекла нешто што е на преклоп, се вржала, не прслук, Рики вика дека е прслук, облекла црвен прслук, облекла некој елече, фустанче, што веројатно вакви се носат за на плажа. Дали има мрежасти, хулахопки, мрежасти, црвени да ја одговараат со прслукот. Значи, на Спајдермен мрежите ги напикала и облекла некои чизми кои треба да се као ин Тексас над колена. И она испозирала пред регал. Али при тоа се трудела да ја направи фотографијата, пошто слушнала дека има некаква си апликација и да има нешто што се вика Винегейт. Тоа осветлува или стемнува позадина, ама тоа го направила демек фокусот да влезе во неизе. И е многу лоша комбинацијата и е катастрофална. Не! Пак манекенка да будем, джан, папараци, готово, лудило, ме сликаат фанови, позирам, Викторија Секрет, ревија, искачам, настапувам, главна сум, пејачка, бина, све, сакам да бидам сега, да ми биде готово, да се накршам. Танк, трас, бум, тък. За каде? Дома? Дали ова го правеше дома и дали те гледаа домашните како ти си се накрши оваа поза и кој гениалец успеа да те фати вака прекршена? Кој гениалец ти кажа дека ти се добри тие неон чудни панталони, не идентификувана некоја боја, која притоа е повторно доработувана нормално во едитирана, се корне за коса, има некој топ, има голо стомаче, се напикала у тие панталони и доле имаме чевли, топуци, платформа, значи катастрофа, али повторно Винегейт наставала нешто од позади, да стемни. Следно. Кој е? Да се изгора за секогаш вакви јавишта кои се нефункционални, бидете малку креативни, со многу малку средства, може да изгледате леле. Добро. Драги гледачи, една слика, милион зборови, мене душата ми е пукната, зашто не ми е јасен моментот на црно фустанче, со шлиц, со таква коса, зошто имате и чизмичките. Овие се чизмичките од Макфест. Значи, дали вие сите најголемата утка ја правите во детајите? Дали вие сите имате погрешни чевли по дома или ги комбинирате на многу лош начин? Дали Рики има хулахопки со бисер сјај? Не, едниот вика има, другиот вика нема, кој знае што гледаат. А ја намачкала кожата изгледа. Не е битно, чизмичките се катастрофални, комбинацијата е катастрофална, сликана е во лош агол, се сликала со некои пријатели, не знам што и да и се роднини, не е битно, нив нема да ги коментирам, али она е катастрофа модна и мене сака да ми пукне душата. Леле. Леле, Анđа. Ау, и пукна на Анđелина душата, готово отиде во космосот, луѓе мои, и пукна на Анđелина душата, и пукна, не издржа, трпеше и на крај, буф, отиде. Не, ова не е добро и немојте никогаш на ваков начин да ги комбинирате нештата, немојте да си ги кратите фигурите самите себе со лоши јалишта и немојте да се фотографирате вака од тој агол заради тоа што ве скратува. Следно. Сега сакам да ви покажам за крај, ова нека биде последното видео за денеска, како една убава, се црта една убава уста во нюд боја, како тоа изгледа. Јас ќе го гледам ова видео со вас, заради тоа што цело време ви потенцирам колку погрешно ги цртате вашите усти, колку тоа погрешно го правите, колку нанесувате погрешни нијанси. Сакам да ви покажам како се прави една убаво исцртана уста, убаво изнијансирана во една природна нијанса и природна боја. Погледнете колку прво работа бара. Значи бара убаво да уоквирите устата, да ставите убав кармин и малку да го осветлите централниот дел, за да не мора природно да добиете контура, природно да добиете волуме, за да не мора да правите како да ви смрди под нос и да ја пучите устата, без разлика од вашата природна уста, без разлика од формата, доколку убаво ја исцртате вашата усти, додека нанесете добар кармин, ќе имате убаво исцртани устни и внимавајте на колорот. Овој колор е ин, овој колор е у тренд и одговара скоро на секого.
И заради тоа што не би сакал да го пробиваме денеска терминот и да ја одзимаме време на мојата колешка Јана Јосифовска и незината 1 минута, се заглавивме малку околу мејзите, ќе ми пукне душата, немаше интернет. Како и да, јас денеска ќе ви се заблагодарам на вниманието, а со мене Сергеј Варушлија се гледаме повторно утре во уште едно издание на Студио 1. Поздрав! Strike a pose.